Добро, денеска на наше задоволство, пред се на моја како реализатор на буџетот беше донесен и усвоен од страна на Советот буџетот на општина Струмица за 2011 година. Сум среќен заради тоа што успешно завршуваме една буџетска година 2010 година со реализација на буџетот за 2010 година од преку 98%, кое што апсолутно задоволството го прави поголема кога сето тоа значи решени проблеми на граѓаните, нова физиономија и на градот и на населените места, имплементирани огромни капитални проекти за градот и нашата општина Струмица. Препознатливи во 2010 бевме можеби поради градскиот плоштад, канализациите во неколку населени места и околу 280 други капитални проекти во кои што спаѓа улични осветлувања, улици, втор слој на асфалти, тротоари, водоводи, канализации и слични проекти, како што и амфитеатарот, летната сцена и многу други. Сепак влегуваме уште поамбициозно во 2011 година. Буџетот е зголемен за некои 23% или заедно со блок дотациите за некои 10,5%. Вкупниот буџет на општина Струмица за 2011 година со блок дотациите, значи со платите на наставниците, професорите, детските градинки и слично, е 1 милиарда и 77 милиони денари, или основниот дел на буџетот е 477 милиони денари, кое што апсолутно значи преку 78% капитални инвестиции. Значи е развоен буџет кој што ќе значи решавање на многу проблеми на граѓаните. Мислам дека сите предлози кои што стигнаа од граѓаните во постапката на донесување на буџетот, а беа практично можни да бидат внесени во буџетот, се внесени и граѓаните едната година ќе треба да очекуваат реализација, односно решавање на тие нивни проблеми кои што беа сугерирани дока и нас, но генерално општина Струмица по 2011 година, доколку се биде во ред, доколку максимално го исполниме буџетот, ќе биде препознаена по завршувањето на обводниот канал над градот Струмица, довршувањето на градскиот плоштад како двогодишни проекти, но она кое што дефинитивно ќе провеува за наредната година е гасификацијата на градот Струмица, изградбата на мрежа од 13 км со 2 керки за декомпресирање на гасот и прв пат започнување на ерата на користење на природниот газ и како еколошки енергенс, но сигурно и како многу поевтин енергенс за струмичани, но истовремено паралелно со тоа ќе бидеме, се надевам, успешно препознаени како општина која што продуцира инвестиции во производството, во фабриките. Очекуваме 2011 година да отпочне изградбата на нови минимум 16 фабрики и 14 откупно дистрибутивни пунктови за земјоделието, кои што ќе отворат преку 1500 нови работни места и преку тоа ќе дадеме на знаење и на владата и на македонската јавност како тоа се стимулираат инвестиции во фабрики, во производствени погони. Се надевам тој план ќе успее во општина Струмица, кој што пред се и над се значи решавање на проблемите со невработеноста, кои што се најгорливите проблеми на граѓаните, но истовремено ќе биде препознаена како 2011 година со 489 вкупно поединечни проекти, кои што опфаќаат сите сфери и сегменти на живеењето, како што се канализациите во неколку населени места, во вкупна вредност од некои 129 милиони денари, како што се вкупните инвестиции на инфраструктура околу индустријските зони, каде што ќе се градат фабриките, растот и развојот на просторот околу касарната, со нови колективни згради, со нови јавни административни центри на градот Струмица, но и со максимално разобовување пред се на населените места, но и на градот. Така да, например, имаме преку 60 асфалтирања на улици во самите села за 2011 година, имаме преку 150 милиони денари насочени пари за населените места, кои што апсолутно ќе значат осовременување на животот на село. Се надевам дека и раздвижувањето во економијата ќе доведе да и буџетот за 2011 биде исполнет барем приближно, ако не повеќе, од 98%, како и буџетот за оваа 2010 година. Согласно тоа, сум позитивен во амбиентот кој што доаѓа, се надевам дека сите заедно ќе бидеме единствени, се со цел да единствено го дефинираме развојот, растот и разобувувањето на градот Струмица и населените места во нашата општина Струмица.